Доделувањето на титулата почесен доктор на науки на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов е во рамките на неговата дводневна работна посета на Република Бугарија. Тој денеска во Бугарската академија на науките одржа и предавање на тема миграциите и мигрантите предизвици за третиот милениум. Значи, патувањето, преселувањето, миграциите се дел од големиот наратив на човековата историја. Целата планета и човештвото се во постојано движење. Миграциите придонесувале кон создавањето на цивилизациите, но и кон рушењето на империите. Римската империја пропаднала поради преселбата на народите. Америка се создала преку потрагата по среќа. Со луѓето патувале зборовите, идеите, пронајдоците и верувањата. Сите ние сме резултат на нечии миграции. Нема човек чии поблиски или подалечни предци не дошле од некаде. Рече си известно дека нема човек чии потомци нема да појдат некаде, независно дали тоа некаде е друг град, друга држава, друг континент. Сепак нашите релативно кратки животи не ни дозволуваат да го согледаме и да го искусиме овој феномен во неговата севкупност. Според извештајот на Меѓународната организација за миграција ИОМ, од јуни 2016-та, во периодот од 1. јануари 2014 до 31. мај 2016, 9492 лица ги загубиле животите или се водат за исчезнати. При тоа, 17 од 20 смртни случаи на мигрантите се случиле токму на централно-медитеранската рута. Но и пред централно-медитеранската беше активна западно-медитеранската рута. Преку оваа рута, од 2000 година до сега, во Шпанија влегле околу 5 милиони мигранти, претежно од Мароко, Западна Сахара и Алжир. И покрај нивните разлики, овие три мигрантски рути имаат нешто заедничко. Прво, меѓу нив постои динамичка поврзаност. Штом една рута ќе се затвори, мигрантите и бегалците веднаш ја активираат следната рута. Предвидено е утре македонскиот председател да се сретне со неговиот бугарски колега Росен Плевнелиев, како и со новоизбраниот председател на Бугарија Румен Радев. Со нив ќе разговара за севкупните билатерални односи меѓу двете земји и можностите за унапредување на билатералната и регионална соработка.